Стравот не е категорија со која треба да се занимава било кој е дел од општество кое е како Северна Македонија, значи земја членка на НАТО, кандидат за Европска унија, и нели сите велиме дека сите сме европејци и сите сакаме владење на правото, организиран систем и да одиме во Европска унија и така натаму. Во тој случај ние не би требало воопшто да зборуваме за страф или за плашење, значи во една парламентарна демократија не треба да има страф за изречениот збор. Меѓутоа да, се разбира, го разбирам прашањето, затоа што теоретското, формалното уредување на една држава не е она што е реалноста кај нас. Меѓутоа, јас ќе се навратам пак на јавното мислење кое се креира и вистинското мислење на граѓаните, според мене е многу различно. Значи има огромна разлика помеѓу она што јавноста, јас така би нарекла, иако во тоа јавноста не влегуваат, се разбира, само медиуми, туку сите оние кои ги нарачуваат тие конкретни мислења, јавноста во Македонија треба да биде, односно треба да диктира едно мислење и еден однос кон Бугарија. Во моментов, знаете вие сите што следите, каков е односот, односно каков треба да биде односот на македонската јавност кон Бугарија, и секој што ќе отскокне од тоа, се разбира дека на овој или оној начин е дискредитиран или нели е прогласен или за бугарофил, или за некој што работи, или за предавник, или за некој што работи против интересите на Северна Македонија. Меѓутоа, во тој случај треба да ги дефинираме кои се интересите на Северна Македонија, бидејќи влегуваме во конфликт со земја членка на Европската унија. Тој парадокс се јавува постојано, затоа што тој вештачки наратив постојано што се креира, всушност, меѓу другото, освен што креира манипулации, дезинформации, неточно мислење, недостаток на информации, треба да креира и страф, односно треба да креира една атмосфера, јас би рекла, на воздржаност, една атмосфера на автоцензура, значи луѓето да бидат политички коректни, да внимаваат што ќе кажат и секогаш да бидат допадливи или подат она што е условно кажано главното мислење или главниот став во една држава, без разлика дали во однос на Бугарија нема многу разлика дали доаѓа од страна на власт или од страна на опозицијата или од страна на некои дежурни, јас би ги рекле, аналитичари, експерти и така натаму. Така и го разбирам прашањето дали имам страф. Немам страф, затоа што сепак произлегувам од едно милје, сум политичко милје, условно кажано, сум била поранешен пратеник и тоа во еден мандат каде што и јас самата сум била, меѓу другото со мојот глас биле ратификувани и договорот за добрососедство со Бугарија и Преспанскиот договор, значи клучни договори за стабилизирање, би рекла, на независноста на Северна Македонија и нејзина понатамошна интеграција. Затоа, ако тие што се занимаваат доброволно со политика, сите ние доброволно се занимаваме со политика, имаат страф, тоа е лош пример за граѓаните и едноставно треба да им укажеме на луѓето дека мислењето, правото на сопствено мислење, кое при тоа никого не навредува, никого не обесправува, никого не дискредитира, едноставно има став, е императив на едно демократско општество и треба да се охрабрат луѓето да имаат свој став. Меѓутоа, пред се треба да се охрабрат и да се едуцираат луѓето како да прават селекција на информација, особено во општество како што е нашето.